требаше да одам еден ден со автобус кај мајка ми. И кога влегов у автобус немав пари да платам и на шоферот му кажав дали може една песма да му испеам за да се возам. Се насмеа и рече може. Седни и јас почнав да пеам. Патниците се вртеа накај мене и јас и се тресев и пеев бидејќи не бев навикнат да ме гледат толку луѓе, ме фати трема. Тогаш имав 6 години. Цел автобус како се симињаше ми фрлаше напред кај шоферот по некој динар. Кога видов дека собрав поише пари, бев радосен и возбуден. Кога дојдов дома ги покажав на сестра ми, она се израдува. Еден ден кога пеев, ме здогледа татко ми и он цело време дор се возевме ме слушаше. Кога го видов, му беа насолзени очите. Бев изненаден и исплашен зашто ми кажа негово да пеам. Второ ми беше жал и го прашав, викам, зашто плачеш, викам, што е работата? Како сакаш, вика, пеј, не ти се меша, вик, тоа сакаш прави, вика. Јас се викам Исус Сајтовски, роден сум 1906 година во Скопје. Уште на 6 годишна возраст, бидејќи стариот беше алкохоличар, не можеше мајка ми да го трпи и се оставија. Јас останав само со една сестра, татко ми, тројца бевме. Со мајка ми отидоа останатите деца. Животот со стариот беше многу тежок, бидејќи стариот беше амал и не работеше. Јас сум сестрата на Јусуф. Ние уште од малицки останавме сами. Јас морав да го чувам брат ми, пошто мајка ми си отиде, татко ми беше алкохоличар и не остави сами да живееме. Брат ми одеше по автобуси и пееше, ми носеше пари и со тие пари се издржававме. Го носев во школа, го перев, го бајнав, исто како да сум му мајка. Си само се плашев за него. Јас сакав највише Незе. Она остана со мене, сите други сестри и браќа си отидоа. Стариот беше алкохоличар. Немав големи пари да му дадам. Кога му ги дадов, ќе ги испиеш. Талентот за пење го наследив од татко ми, бидејќи тој беше музикален и уште од најраните години ме учеше ноти и најголема захвалност е на него, бидејќи ако не беше он, немаше ни да знам, ни да пеам и ќе бев нешто денеска друго. Тој и кога беше и трезен и пијан, чака ми ме тепаше за тоа, ќе ги збркаше сите луѓе натре дома што беа и ќе ме учеше на пење. Тоа беше за мене
и првиот голем настап или изведба пред толку луѓе. И по завршетокот на песната пуно луѓе пари ме искитија, по љадарки ми даваа, што не сум гледал љадарка во мојот живот. Јас сум тој кој сум ја организирал ова градска плажа, како што гледате тоа овако. Само сега не е како што е било, сасвим е друго. И сме работеле многу добро, како да кажем, бесно работење. Сме имале многу добра музика, добра посета, надвор, добра бавча. Наоколу било све наредено со лијандери. И сме имале увек добра музика, добра певачица. И на еден ден, после подолго време, го донесоа овај Малио да пеел таму. И го пуштивме на микрофон, гледаме, но добро пеет. Го прашаме, сакаш да пееш овде? Сакам. На основу тога, ја го зедов, го онесов у стара нама, му купив кондури, чорапи, долни веш, алишта, машна, свето, цаком паком. И почнам детето да пее. И пее, публиката го прифати, како една атракција, а стварно и убаво пееше. Тоа е голема љубов кон музиката. Беше одамна. Беше 1968 година, мај месец, заедно со моите другари, јас, Мефо, Еки, Васко, Мамер гитаристот, Мамер бубнерот, почна нашата свирка во градска плажа. Него Јусуф беше стварно, можем да речам, скопски Хозелито во Скопје. Со мислам и дека ден денеска во таа возраст не сум најшол на такво дете со таков талент кој што поседуваше во него. Беше толку мал што моравме дури на маса да го качиме да го гледа публиката. И нормално од таму почна на неговата кариера, пејачка, популарноста. Се сеќаваш како спиеше? Ќе го ставиме во шифонер, утрото дете ќе заспиеше, а публика го бара да пее. Публика го бара, ќе станеше од шифонерот, не наспан, ќе стане, ќе го земе микрофонот и ќе продолжи со песата. Него можем да речем дека и ние тоа време сме работеле ете така за 5 кебапчина да ни се даде. Повеќе мислам беше љубовта кон музика него кон парата. Го гледа, го чува, му дава пари, земаше пари доста бакшиш и криеше во чорапа некогаш, го претресуваме. После од љубомора, од моите колеги, од моите пријатели, непријатели, ми го украдоа и детето едноставно се изгуби и не знае беше го барам, ни дека не можам да му најдам крајот. Мојата прва средба со Јусуф беше во автобус. Го видов како мало дете пее, патниците му даваат по некоја паричка. И така ме погоди, сакав да дознам кој е Јусуф, бидејќи открив еден добар пејач, талент и покрај неговите години. После го прашав кај живе, кај учи школо, мајка, татко. Ми објасни, сакав да го сретнам повторно, а во истиот момент ми сина идеја да напишам неколку композиции за него. И подоцна разбрав дека
пее во градска плажа. И со еден мој пријател, кој на жалост не е тука, дојдовме да го посетиме Јусуф. И му кажав дека имам направено композиција за него, да снимиме плоча. Во тој период јас соработував со Кочо Петровски, мислам оркестарот го водеше Кочо. И така се договоривме за една проба да ги научи песмите. И ја одев во школа таму да го зимам Јосиф. Дете као дете заборавило дека се работи за една озбилна работа за плоча. Се заиграло со децата, не можев да го препознавам во двориштето на школото. Тек на крај некако го најдов, го донесов дома, правевме проби, ги научи песмите и решивме да снимаме плоча. Пред да снимаме плоча, се подразболе нешто, па моравме да го лечиме дома, па да спие кај мене во постела, да го негувам, да му вариме чаеви, компоти. Ме однесе дома и прво ме избања, ме облече, ме најаде и ми кажа да си легнеш. Прв пат осетив една грижа кон мене, спие во една мека, удобна постела која не сум имал могуćност да спијам кај мене. Секако интересно да се чуе една ваква мала приказна. Некаде во 70-те години на предлог на Љупчо Илиевски, музичар, кај мене и кај Дане дојде да ни предложи да снимиме едно мало момче. Тогаш чинам дека беше негде околу 10 години. Така интересно како физиономија, како појава, едно ситничко, симпатично ромче, кое со својата интерпретација на оноа што го слушнавме не изненади и мене и Дане, ја мислам дека сум право. И се одлучивме јас и Дане да направиме пробен снимок, да го пратиме во продукцијата за грамофонски плочи на Радио Телевизија Белград, каде што бев јас представник, мислам, како продуцент за таа куќа и долги години, како би сакал да кажам дека соработуваме со Дане на тој план. Тоа беше по мене едно откривање на еден талент кој бил лево-десно, не можел никој да го пронајде. Љупчо Илиевски за среќа во тоа време пронајде на таква личност во продукцијата за грамофонски плочи на Радио Телевизија Белград, го прифатија тој снимок и донесе одлука да го снимиме Јусо. И најде на голем одзив, интересно како појава, како физиономија, како глас, кој во тоа време навистина представуваше многу интересен феномен. После тоа не знам што се случи со детето. Сите овие песни што ги компонираше Љупчо Илиевски, највише секако ми се свиѓаше Желим топли дом. Мислам, истината за мене, што сум пател цел живот, уште од малено. Отражи
Ја снимивме плочата со мојот оркестар и во мои аранжмани. Плочата постигна многу завиден успех. Ми се чини дека допре до сребрен тираж. Низ радиостаници постојано се вртеше, а и сите концерти со него, и со Виолета Томовска и други пејачи беа многу успешни. Да додадам и тоа дека бевне во Америка и во Канада, каде стварно беше една главна атракција. Меѓутоа, по враќањето од Канада и Америка, не контактирав толку со него и не знам што се случи со него. Ја изгубив трагата. По снимањето на плочата, Љупчо Илиевски ми кажа дека ќе идам на турнеја во Америка. Кога се симнавме во Чикашкиот аеродром, се фатив за глава, што никогаш не сум доживеал. Тука не дочека менаџерите кои треба да видат. По улиците скоро цел саат се возевме, гледав, ми остана мислам усеќање тоа, рекламите, улиците по 6 линии, тие аутостради. И кога видов на коли реклама моја и со големи наслови, гледам моја слика и пишува тамо Југослав Хозелито. Викам, Рома, што е тоа, викам, а не знам енглески да читам. Ти тој си вика? Па викам, што пишува? И вика, пејачот, вика, големиот, вика, у Америка, вика, Скопски Хозелито. Стварно вика? Вика, стварно вика. Таа вечер дававме првиот концерт во Чикаго и сите беа, мислам, најавени. Требаше редот на мене и Виолета Томовска ме најави за пеење. И кога фатив микрофон, мислам, пред публиката, немаш, мислам, публиката не беше заинтересирана, мислеше нешто дете сега ќе досаđа и нешто ќе изводи. Која испеав првата песна, она аплауз добив, што не сум очекувал. Мислам, многу бев возбуден. И после не една песна од тие предвидените што требаше да се пеат, и 3 и 4 после завршувањето на песната почна да доаѓаат од другата страна и сите викаат, врискаат, девојчиња, малци повозрасни. И викам, Рома, бе, што барат ови? Пејачот голем вика, аутограм ти барат. И сите до мене се почна да се вртат околу мене. Требаше таа вечер да си идеме и едно машко и девојче почна да плачат по мене. Не знам како да ги одличам. И така некако ги убедив да си идат. Викам, I must go home. И ми се свиѓаше амбиентот, публиката, тоа раскошна беше. И таа вечер многу бакшиш, многу пари сум земал. Ме украсија со долари, луѓе наши. Некои почна да плачат, да ме гушкаат. You deserve
нашиот престој на турнејата по Америка и Канада, во еден мотел бевме сместени и јас и Јусуф. И после концертот, после одржаниот концерт, Јусуф го снема. Не знаев ни каде, не знаев ни кој го однел, ни каде го однеле. Аз знаев дека пасошот е кај мене, јас му бев тутор. Требаше да ја продолжиме турнијата до низ Америка и после неколку дена кога се вративме во Канада, го најдов Јусуф во една приватна кафана, приватен ночни клуб, измрцварен, уморен и кога ме виде почна да плаче. Многу беше среќен што пак се сретнавме и се вративме назад. Од враќањето во Америка донесов $1000. Еден ден, како што се бањав, ја уклучив нафтената печка. Сум ја пуштил на 6 и како што се бањав, печката експлодирала. И тука беше во близината и кантата со нафта и во тој момент све се разлеа низ собата, пламенот и чадот. И ја едва испаднав кроз прозор со чаршафи, почнав да плачам и сестра ми искочи и оттамо дојде стариот и кога виде дека ни гори куќата, се прегрнавме заедно сите и почнавме да плачеме. И така ми изгоре куќата. Ова е мојата куќа. Ми настапи периодот на мутација и тогаш почна да ми се менја гласот. Мислам, пубертетот, не може веќе да пеам. Тоа беше најголемиот, мислам, пат во мојата кариера, бидејќи веќе не можев да пеам како порано. Во тоа време беше композиторот мој Љупчо Илиевски, беше во турнеја во Канада, со кој највише соработував и се консултирав. Мислам, од порано он ме советуваше стално, ми кажуваше да не пеам бидејќи ќе го изгубам гласот ако продолжам да пеам по кафани. Но ситуацијата ми налагаше да морав да пеам бидејќи немав друг избор. Почнав да пеам во разни кафани во Скопје, мислам и во Македонија. Пеев така и покасно тој период почнав и во помизерни кафани да пеам. И како што се вика прчварници, загушливо, димови, и тоа беше мојот, да кажам, катастрофален крај на кариерата и така пропаднав со гласот и како пејач пропаднав. Отидовме со еден мој пријател во Џумаилија и што ќе видиме, таму го најдовме како детето качено на маса, пее, пијанчење, димом, цигари,
алкохол и гледам дека детево пропаѓа. Го посоветував, а тој ми рече дека такви му се условите, дека мора да пее, дека мора да заработува некоја пара. И така полека гласот го изгуби, пропадна и на крај никој повеќе не го повика да запее, бидејќи немаше више квалитет. Како да не постоев и како да не ги интересираше. Секој се гледаше за себе и за свој интерес. И така запаѓа во тешки финансиски кризи, тогаш ги потрошив и сите пари што ги имав. Овој период беше уште поголемо мизерување, бидејќи више све изгубив и она што сум го стекнал и гласот сум го изгубил, перев и коли и разни работи работев, ама работев само да се стигне за пари. Работев кај еден месар кој му помагав и предложив ако може да чистам дуќанот. Се согласи, он и од порано ме сакаше и понатаму останав стално кај него да работам, да му го чистам и носам месо. Исто така бев принуден да чистам у некој кафани и во кој пеев порано. Ljudi me poznaju svi, svako mi pesmu voli, niko mi sudbinu ne zna, ne znaju moje boli. I ja ko ostala djeca, želim da imam majku i oca svog. I ja ko ostala djeca, želim topli dom. Крчма се запиша во средно училиште, во Коцо Металец учев како бравар. Еден ден дојде мајсторот мој, што многу го сакав, ми кажа да дам молба дека примаат и среќа најголема ден денес да не го учат занатот, може денеска ќе бев уште помизерен и не знам до кој степен ќе бев до мизерност. Dok ulicama lutam i tužne pesme pjevam i niko mi ne kaže zdravo Romale. Ja znam da si sama i da suze liješ. Ja znam da si ciganka, a ti si moja majka. Volim te, volim majko, majko ciganko, ne plače nikog mila, ti si me rodila. Volim te, volim majko, majko ciganko, ne plači nekog mila, ti si me rodila. Ne plači nekog mila, ti si me rodila.
Тато. Кај си бе ти, тато Мери? Дај се бе чига шала. Ето. Чекай, тато ке се. Епа, ова е моето семејство, ова е жена ми, ова е Мери. Во оваа куќа живееме со жена ми веќе две години. Земја. 2 години. Мада малце ни е тесно у оваа соба, се надеваме дека ќе ни дадат за покасно стан и малце животниот стандард ќе ни се подобри. Иначе со работа сум многу добро. Мислам со другарите на работа се убаво се слажам. Фино ми е и благодарение на таа работа достигнав на овој степен на, мислам, на удобност, на живот што сум го постигнал за овие години. Макар да сум среќно оженет, во душата осеќам една празнина, носталгија кон пеењето